историската лага, наметната против Македонија. Дури и Палчо јавно се фалеше, информација беше дека ќе оди во Турција. Тој тоа го сврза заедно со неговиот проблем со работниот столб. Баш се сеќавам пред година дена кога одевме на гробот на Гоце Делчев, вака за 12 мај. И Палчо ќе појде, па ќе првата клупа што ќе му најде, ќе седне малку да се одмори. Понатака ќе појде до другата клупа, ајде бе, викам, не си млад, викам, не си ни стар многу. Што сега на секоја клупа одмарање? Вика, тој не ме зезе, си имам проблем. И значи тој навистина имаше здравствен проблем, јас не знаев и баш ме зачуди, викам, кај сега на секоја клупа ќе седнуваш. Ама работава беше што тоа што го Палчо кажуваше, а он кажуваше, јас требаше заедно со него да идам за Москва, и работава беше што Палчо секаде се фалеше, јас и Тони ќе отидеме со авион, Тони ќе ме лета. Јас сум пилот кој што може да одлетам до кај сакам, до кај што иде авионот, до таму може да отидам. И јас лично требаше, јас и Палчо да седнеме, имавме уште 2 места во авионот и да отидеме и да собереме архив и да го направиме тоа. Да случеше да отидеме за Москва, таму архивот да го отвараме, ќе испаднеше дека Тони го одлетал Палчо и Палчо побегнал како бегалец. Пазите, иста работа беше за Турција, која што пола Македонија знаеше, а особено знае они од државната безбедност и оние кои што се директно замешани, не велам цела државна безбедност, ама некој сериозно е замешан во местенката на Палчо да се жигоса како монструм. Знае дека во тоа време Палчо ќе оди на лекар. И што се случи? Работава Палчо излегува од Македонија и испаѓа бегалец. И сега 90% од народот вели добро, ама ако е невин, зошто побегна? Не побегна Палчо, драги мои македонци. Ја намести ја работава така да испадне. Палчо кога отиде оној Оливер Спасовски или Мурто Спасовски, на онаа пресконференција кога ја покажа слика како Палчо е приведен, па демек излегол на автопат, па шетал по автопат, па го собрала полиција. Луѓе, она е, не знам како да го кажам. Што и да кажаме е комплимент за него. Пазите, она е мизерно дно, онака да се лаже. Палчо има отидено во ресторан навечер. Вечерал. Таму кај што вечерал, телевизор во ресторанот. На сите телевизори екрани, потерница негова се бара. Пазите. Го служала келнерка од Интерпол. Имало 5-6 полицајци кои што седеле на околните маси и сликале со камерите. Го чекале да заврши со вечерата. Тоа било некаде околу 6 часот навечер. Завршила вечерата, го привеле. Палчо на првото сослушување утредента, 5-6 декември, се изјаснува за итна, брза, неодложна екстрадиција во Македонија за да објасни што се случува. Понатака, што се случува? На 17 јануари, Вишиот суд во Бали Кесир донесува финална одлука, завршна одлука, дека Палчо е согласен да се врати итно за Македонија. Во таа прилика, во првото писмо Палчо што го пишува до македонската јавност, што вдешната јавност го негира, демек не е од Палчо нешто креирано овакво онако. По Палчо ќе дојде и ќе каже дека писмата тој ги пишува. И што се случува? Тогаш го прашал судијата дали постои можност во Македонија да бидете под тортура, да бидете убиени. Палчо, знаејќи дека тоа е и текако можно, дека има кофи со вода во затворите, дека можеби нема да му се случи кофа со вода, ама може да му се случи да се обеси или не знам што, затоа што вие во затворите имате луѓе секакви кои што за некаква привилегија ситна, оваква или онаква, може да се случи да го средат Палчо, односно да го убијат. Палчо вели на судијата, според негов исказ, дека не постои никаква можност за такво нешто, дека тој прифаќа евентуален ризик за такво нешто
и дека сака да биде